Почитувани сограѓани, поминаа првите 100 дена од изборот на Илија Јовановски за градоначалник на општина Прилеп. Поминаа срамежливо, штуро, во молк, завиени во квази партиска пропаганда на секторот за односи со јавност на општината, која пробува да прикрие огромен неуспех на градоначалникот да реализира било каков проект во интерес на граѓаните. И ете, јавноста нестрпливо очекува да слушне што Илија Јовановски сработи во изминатиот период. Освен што формира оддел за пропаганда и креира нова веб страна на општината, која ја користи како излитен партиски медиум, дали градоначалникот го направи животот на граѓаните подобар или донесе живот за него подобните, од кој дел удобно ги дојме во општината, а дел по јавните предпријатија. Можат најдобро за тоа да оценат прилепчани. Сите помпезно и горделиво најавени проекти се распаднаа како кула од песок. Нема затворен базен. Нема вработување според професионализам и квалификации. Младите не се враќаат назад. Нема економски прогрес на општината, нема нови инвестиции, нема нови фабрики. Нема поддршка за спортот, нема нов стадион, нема транспарентност и отчетност, нема уредено вештачко езеро, нема вода и струја за сограѓаните роми од населбите Трибагреми и Мексико, нема плата од 30.000 денари. Нема ништо. Едно големо ништо за овие 100 дена на господинот градоначалник. Има само несмасни празни ветувања. Има партиски отпуштања и реваншизам. Поставување на неспособни кадри по партиска линија, непотизам. Има граѓански парламент по мерка на градоначалникот и сладкоречиви изјави, исполнети со лаги и подценување кон сопствените граѓани, а многу скоро ќе има двојазичност. Двојазични табли и патокази, казни и вработувања по основ на законот за двојазичност. Граѓаните не се чувствуваат безбедно. Се палат објекти и автомобили. Се рекетираат локалните бизниси и се заплашуваат и шиканираат неистомислениците. Градоначалнико Јовановски, граѓаните успеаат да ве прочитаат многу брзо. Се соочија со реалноста дека наредните 4 години општината не само што ќе стагнира, туку ќе започне да назадува и во економски, и во социјален, но и во демократски контекст. Ја жртвувате работата на јавните институции и квалитетот на услуги кои ги добиваат граѓаните по цена на инсталација на партиски неподобни кадри. Го жртвувате спортот во Прилеп и иднината на младите. Успеавте да ги натерате сите кои ве гласаа горко да се покајат за тоа, зашто се што им ветивте не исполнивте. Не ви држи муабетот дека она што сте наследиле ќе го поправате во наредните 4 години. Таквиот став е доказ дека сте ги излагале граѓаните и проектите кои ги ветивте во предизбориите не сте имале намера да ги остварите. Чесно е да им признаете дека немате ниту желба, а ниту капацитет да ги остварите и така нереалните ветувања кои вие ги дадовте. Младите нема да престанат да се исселуваат, економијата не расте, образованието не се подобрува, а децата од градинките ќе продолжат да добиваат храна со возило кој не исполнува ниту еден стандард за достава на храна. Нема нови проекти, нема напредок. Има само популистички изјави и фотосесии од градоначалникот, кој нема да донесе живот за Прилеп и прилепчани. Граѓаните тоа нема да го заборават и нема да дозволат иднината на нивните деца да ја уништуваат луѓе влюбени во функционерските фотели. Градоначалник, земете, работете, не манипулирајте. 4 месеци поминаа, а вие пустош од градов направивте. Граѓаните не ве избраа да му кажувате и да ги подучувате како се слават Коледе и Бадник. Не, тие тоа многу добро си го знаат. Од вас очекуваат тоа што ветивте и да го реализирате. Но за жал, ништо од сето тоа. Прилеп полека се враќа пред 2001 година. Ви благодарам.